Археолошкиот музеј на Македонија презентира дужно културно наследство, околу 7000 археолошки предмети откривани од археолошки истражувања на целата територија на државата уште скоро пред еден век, од 1924 година, а со тоа овој музеј представува и најзначајна и најстара музејска установа во нашата држава. Што се однесува до археолошките истражувања, ќе се работи, како што и видовте во програмата, на вистина на повеќе археолошки локалитети. Во интерес на времето, еве би сакала да споменам дека ќе продолжат истражувањата на Тумба Маџари во Скопје. Проект археолошки истражувања кои што се реализираат исто така долги години. Годинава ќе ги раководи кустос советник Елена Стојанова Канзурова. Ќе продолжи да се истражува и минатогодишното сензационално откритие, односно локалитетот кој што за прв пат го откри колегата кустос советник доктор Перо Арџанлиев. Се работи за архајската некропола во селото Корошишта Струшко, кои што археолошки истражувања годинава ќе бидат поддржани со 1.030.000 денари. Ќе се истражува на археолошкиот локалитет Исар Марвинци, истражувања под раководство на колегата кустос советник Јане Клековски. Ќе се истражува на археолошкиот локалитет Подводен во Врбник во Струга. Тоа се многу интересни интердисциплинарни истражувања кои што ќе ги раководи единствената жена подводен археолог во државата, наш надворешен соработник, магистар Валентина Тодороска. Тоа се само дел од археолошките истражувања на кои што музејов ќе работи годинава. Што се однесува до она што најмногу ја интересира јавноста, тоа се минатогодишните истражувања во Корошишта Струшко и сите оние спектакуларни наоди кои што беа откриени, тие се во фаза на конзервација. Заедно со Завод и музеј Охрид моментално се работи на конзервација и се надеваме, можеби малку амбициозно, меѓутоа се надеваме дека ќе успееме да ги презентираме пред јавноста веќе во јуни годинава. Работиме со половина капацитет, затоа што во музеот во тек е реконструкција на вториот изложбен кат, и тоа е една малку посложена и пообемна работа, која што ќе одземе малку повеќе време. Меѓутоа, за нашите посетители да не се чувствуваат онеправдано и дел од предметите кои што се навистина вредни и кои што заслужуваат да бидат видени, да не останат сокриени, условно речено, од јавноста. Музеот работи на две апликации, преку кои што дигитално ќе можат да се погледнат предметите кои што не се изложени. Се работи за апликација која што едната ќе користи QR кодови, а втората апликација ќе се однесува исклучиво на нумизматичкиот материјал. Националниот археолошки музеј поседува навистина богата збирка на нумизматички материјал од еден широк временски диапазон и навистина е штета тоа пошироката јавност да не може да го види. Имавте промоција на каталог 100 предмети од збирките на археолошкиот музеј, можеби јавноста знае само за значењето на овој каталог и еве секој еден кој што сака да го погледне каде е достапен овој каталог. Да, токму е направен и за домашни и за странски туристи, се работи за двојазичен каталог, богато илустриран. На 150 страници се презентирани 100 предмети од збирките на археолошкиот музеј. Селекцијата на предметите е направена од страна на 20 кустоси
вработени во музеот. Секој од нив имаше потполна слобода да одбере од сопствените збирки што е она што би сакал да биде презентирано. Промотори на овој каталог беа министерот за култура и туризам Зоран Љутков и професор доктор Драги Митревски. И како што се нагласи на самата промоција, не се работи за најексклузивните предмети кои што ги поседува музеот. Обично тоа е малку посложено прашање кое што многу често се поставува. Предметите ја добиваат својата тежина и својот ексклузивитет не врз основа на она колку вредат на пазарот, туку врз основа на информацијата која што ја даваат на науката и на публиката. Така да во овој каталог се собрани навистина 100 интересни приказни пред се. И ова е, како што нагласи еден од промоторите, професорот Митревски, своевиден вовет, односно трейлер, во филмски жаргон кажано, на она што може да се види во постојаната музејска поставка. Ве прашав за каталогот, имате издавачка дејност, која што ја имате во вашата библиотека, меѓутоа да се задржиме за публикациите и за издавачката дејност на музеот. Така, заборавив да напоменам дека каталогот е достапен за продажба и може да се купи во нашата музејска продавница. Што се однесува до издавачката дејност на музеот, веќе следнава недела имам уште една промоција. Тоа е едно монографско издание од серија монографии кои што ги публикува музеот. Ова е 4-та книга. Се работи за делото архитектонски елементи од епископската базилика во Големо Градиште кај Конјух на колегата кустос советник Радомир Ивановиќ. Исто така годинава имаме планирано издавање и на зборникот на археолошкиот музеј. Тоа е исто така издание кое што редовно се објавува. Меѓутоа годинава е посебно затоа што се однесува и ги содржи научните трудови презентирани на минатогодишната конференција која што се одржа по повод 100 годишнината од постоењето на музеот и на која што конференција навистина беа присутни реномирани имиња од областа на археологијата не само од Македонија, туку и од региона. Ви благодарам за разговор. Ви благодарам за интересот.